Добар ден. Тироидната жлезда се наоѓа под адамовото јаболко во предниот дел на вратот и она што е особено важно за оваа жлезда да се спомене е дека токму таа ги произведува двата од најважните хормони и за тоа е потребно јод, а тоа се хормоните Т3 и Т4. Покрај хипо и хипертироидизмот, туморите на тироидната жлезда се едни од најчестите болести или патологии со кои што се среќаваат медицинските лица токму во решавањето на проблемот кај овие лица. Ги споменувам токму туморите на тироидната жлезда, бидејќи тие денеска се централна улога или ќе бидат тема со која што уште еднаш ве поздравам и ви посакувам добре дојде во ова ново продолжение од Фактор здравје. А за да биде сликата комплетна, информацијата подоследна во однос на денешната тема тумори на тироидна жлезда, нормално е дека треба да ви го представам и гостинот. Оваа тема денеска повторно ќе ви ја доближиме во соработка со првата приватна општа болница во Република Македонија Ремедика и особено ми е драго што денеска во име на Ремедика ќе гостува стручниот директор на оваа веќе референтна институција како во Македонија така и пошироко, а тоа е професор доктор Андреа Арсовски, кој што по специјалност е торакален хирург. Професоре, добар ден и многу ви благодарам што сте со нас. Како сте? Добар ден, на вас благодарам за поканата и секако неминовен поздрав до сите гледачи. Благодарам во нивно име. Нови работи секогаш има во Ремедика, но пред да зборуваме за тоа и она што ни е тема, ја одбравме тироидната жлезда, бидејќи токму трендот или честотата или инциденцата на токму овие патологии за жал е во пораст. Зошто е тоа така и дали сум во право со таа констатација? Да, за жал во право сте, бројот на туморите на тироидната жлезда е во пораст. Не само во Република Македонија, туку и во многу други делови од светот. Веројатно, број еден причина за тој нагорен тренд на инциденцата се разните типови на зрачења, на кои што сме секојдневно изложени во нашиот секојдневен живот, последица на сите тие зрачења кои што се секаде околу нас, новите технологии, за жал бомбардирање разноразни, дејството на радиоактивните материјали и така натаму. Да, ќе зборуваме во продолжение за туморите, за тоа како се диагностицираат, пред се откриваат, што треба да се знае, како хируршки нормално вие ги решавате. Благодарам што сте со нас уште еднаш, а во продолжение пред разговорот и поканата до вас да бидете со нас преку еден од двата понудени телефонски броеви, да ве потсетам дека Ремедика секојдневно можете да ја консултирате и контактирате или конечно да закажете преглед на 0226031000 и 072443200. Направете го вашиот VIP комбо и заштедете. Искомбинирајте Full HD телевизија, супер брз интернет и неограничена фиксна со вашата VIP Postpaid тарифа. Повеќе за вас. VIP. Светската здравствена организација вели дека над 100 хронични незаразни болести, меѓу кои канцерот како најопасен, се добиваат како резултат на намален имунитет. Да не дозволиме да станеме пациенти. Подобро е да превенираме. Затоа мојата препорака е Г-Натурал, докажаниот имуностимулатор, прифатен од страна на докторите, фармацевтите и пациентите. Една капсула пред појадок е терапија за силен имунитет, за долг и здрав живот. Мој избор, а воедно и моја препорака е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмели. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби, несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Ремедика. Прва приватна општа болница. Прашај пријател. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Дозволете стручен тим да ве доведе до посакуваната перфекција. Дермапен, PRP вампирски третман, лазерски третмани, липолиза, ботокс, филери на сите регии со најнови методи. За перфектно убав изглед и здрава кожа. Дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс. Те си, Гане! Те си, ти. Како е, матери, седи? Што има? Нема ништо. Лепо ми изгледаш. Тајна е ули, по сукциско исхране. Па зари ти? Желјка сам срeo и он ми се то каже. Самарџич, он свршил 25 кила, човече. Могу би ти да пробаш? Од сутра кречем и ја.
со професор доктор Андреа Арсовски, кој што е специјалист оракален хирург и воедно стручен директор во првата приватна општа болница Ремедика во Скопје. Денеска зборуваме на тема тумори на тироидна жлезда. Професорот кажа дека токму овие заболувања за жал се во пораст не само во Македонија, туку и на светско ниво. Изборувајќи, професоре, за туморите, веднаш и моето директно прашање, дали овие тумори се добро карактерни или лошо карактерни, или во смисла бенигни или малигни? Значи, на тироидната жлезда постојат и бенигни и малигни тумори. Во бенигните тумори најчести се аденомите и разноразните цисти на тироидната жлезда, додека во однос на малигните тумори најчести се карциномите, кои што многу е битна таа хистолошка поделба, односно од кој тип на клетки произлегуваат, затоа што за среќа пак најголемиот број на тие малигни тумори денеска можат успешно да се лекуваат и да се излекуваат, и постои само една мала група на тие така наречени анапластични карциноми, кои што за жал се со прилично лоша прогноза, но ќе нагласам тие се во многу мал процент. Тоа е добрата страна или многу ретки се. Ако се согласите, би сакал прво овие добро карактерните или бенигните тумори да ги обработиме, да кажеме неколку поенти и да им предочиме пред се на гледачите, што е она што како причина може да се утврди во однос на нивната појава и постои ли некоја најризична група која што е најмногу афектирана или погодена од овие бенигни тумори? За жал, причината, како и кај сите други тумори, не ја знаеме. Постојат одредени ризик фактори, некои ендокринолошки пореметувања, понатаму ги спомнав ионизирачките зрачења, меѓутоа дефинитивната причина зошто се јавуваат бенигните, па и малигните тумори не е позната. Во однос на цистите, самата структура на жлездата, значи незината функција, незината градба, ако сакате, и таа структура на орган со внатрешно лачење, значи погодува на стварање на цисти. Малечките цисти, значи цисти до 1 сантим, се многу чести и не обрнуваме внимание затоа што тие воглавно немаат никакви симптоми, нити пат бараат некаков посебен третман. Во однос на вкупно на бенигните тумори, значи најчести се тие нодуси или чворови на тироида, јазли кои што се јавуваат исто така прилично често, воколку се малечки и не се со различна структура во однос на другиот дел од тироидната жлезда, исто така не се обрнува никакво внимание, освен повремено следење нивно, контроли и така натаму, додека особено е битно да се нагласи дека поголемите чворови од 1 сантиметар, понатаму чворови кои што на ехо, а многу успешно и добро се визуализираат со еден рутински ехо преглед, постои изменета ехографска структура. Значи, на ехо се гледа нивна хетерогеност и различна морфологија во однос на останатиот дел од тироидната жлезда. Тие чворови треба навистина добро да се проследат и бараат активен, односно хируршки третман. Сакам да нагласам дека во тој диагностички дел треба да се направи пункциона биопсија, со оглед на тоа дека тироидната жлезда е многу прокрвена. Васкуларен орган е многу, да. Значи, една од најпрокрвените органи на човековото тело се смета дека после зеницата на окото е втор најпрокрвен орган, према неговата големина. И заради тоа ризични се тие кор биопсии на тироидна жлезда, односно треба да ги прават луѓе со поголемо искуство, односно чести се хематоми, односно крварењата кои што се јавуваат после тие пункции, така да најчесто се прават тенкоиглените биопсии. Тенкоиглените биопсии најдобро изведени, со најискусен персонал, со најдобра опрема и со најдобри патолози кои што ги гледаат, процентот на точност е некаде 60 до 65%. Така да не значи дека резултат кој што е негативен, односно добиена бенигна содржина, дека не се крие нешто малигно. Исто така, пункционата биопсија се зима од неколку точки. Често не само од една точка. Често пати помеѓу тие точки ние не знаеме со сигурност дали тоа ткиво е некако поинаку променето. Така да, тоа не е моје лично мислење, туку општо прифатен став помеѓу хирурзите кои што се бават со оваа патологија на штитната жлезда, да сите оние чворови кои што се хетерогено променети на ехо, во однос на остатокот од структурата на тироидната, околината на тироидното ткаење, понатаму чворови кои што растат, се менуваат и се поголеми од 1 сантим. Потребно е хируршки да се извадат,
за да може да се направи детелна патохистолошка анализа и да се успее евентуално да се откријат и малигните промени во најпочетната фаза, кога се лекуваат апсолутно добро и успешно. Ќе продолжиме во овој контекст, само да ги повикам гледачите, повелете на 6091-924 и 6091-925. Отворени се двата телефонски броеви за ваши јавувања и прашања денес во контекст на темата тумори на тироидна жлезда, тема која што денеска вие представуваме преку гостувањето на професор доктор Андреа Арсовски, кој што е по специјалност торакален хирург и воедно стручен директор во Ремедика, првата приватна општа болница во Република Македонија, која што секојдневно ви стои на располагање на 0226 03100 и 072-443-200. Remedica.com.mk е страницата на глобалната мрежа, каде што исто така може да закажете термин, да се советувате и конечно да прашате пријател, а можете и лично да ги посетите на булеварот 16-та Македонска бригада во Скопје во населбата Железара. Она што сакам во контекст на ова што го споменавте во однос на јазлите тироидни, рековте дека ако не се до 1 сантиметар големи, тие само се следат, доколку се над 1 сантиметар има друга морфолошка структура од тироидната жлезда, тие тогаш се индикација нели за хируршки или оперативен третман. Што е со цистите? Вака, уште еднаш да се навратам на 1 сантиметар. Значи, во колку имаме сомнение од дали е тоа на пункција, дали е од самата структура на некогаш и помалите чворови се вадат. Односно, треба да се вадат. Некогаш и нешто поголем чвор, значи тоа 1 сантим е од прилike. Не е тоа апсолутна, имаме 9 мм, не го пипаме, имаме 11 мм. Нормално, сигурно и лабораториски испитувања, други диагностички процедури. Тоа е некоја, би рекол, ориентациона димензија, каде што треба да се размислува и за хируршки третман. Во однос на цистите. Јас се извинувам, професоре, но имаме јавување, ќе се вратиме на цистите. Добар ден, кој е на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, господине. Дали може да поставиме едно прашање? Да, повелете. Видете, сестра ми беше оперирана од еден доктор Кондов некој. Добро. Кој за време на отстранување на тироидната жлезда и има прекинато гласните жици. Една од гласните жици. Дали тоа може да се поправи? Делува доволно за коментар ваш? Благодарам за прашањето. Тоа е една од компликациите кои што се случува при хируршките зафати на тироидната жлезда и зависно од тоа какво е оштетувањето на нервот, некогаш е доволна витаминска терапија, неуробион, Б-комплекс витамини, некогаш е потребно да се прават логопедски вежби за да се восстанови нормалниот глас, а некогаш се прават и одредени хируршки корекции кои што се во домен на оториноларинголозите. Кај нас многу успешно тоа го работи професор Ровчанец и постојат неколку методи кои што зависно од степенот и од типот на оштетувањето, значи може да се коригира хируршки за да се коригира или гласот или дишењето кога е оштетено. Значи се враќа во нормала. Советувам да се обратат кај професор Ѓорѓио Ровчанец во Ремедика, кој што после прегледот ќе им објасни точно за каква компликација и како таа може да се санира. Благодарам за првото јавување, добре дојде, посакувам до следното. Ало, добар ден. Само ќе ве замолам да го намалите вашиот ТВ приемник, да зборувате во слушалка за да нема ехо. Дали сега ме слушате? Добар ден, господине. Ало, добар ден. Добар ден, поставете го вашето прашање. Едно прашање за професор. Повелете. Кај мене жена ми е оперисана од тироидна жлезда, поправо извадена од тироидната жлезда, уште пред 16 години. Ја опериса професорот Крсковски. Од тогаш води на контрола, редовно се е во ред и изима терапија еутирокс 5 дена од 75 мг, 2 дена од 100. Дали треба да продолжи со иста терапија, односно дали треба да го зима истиот лек или пак треба да зима некој сличен лек, да не се повторува истиот лек. Добро, благодарам за прашањето. Професори, уште едно јавување имаме во овој блок, па ќе одговорите на двете. Добар ден и до вас. Ало, добар ден. Ало? Да, добар ден, господјо. Одлично ве слушаме. Добар ден. Да, повелете. Јас сакам да поставам едно прашање, меѓутоа немам тумор на тироидна жлезда, а болувам од хипертироидизам. Тироидизам. Веќе 25-6 години. Секој пат кога ќе прекинев лекот
имав повторување. Повеќе пати повторување и тоа прилично тешко се поднесува. Докторот знае кои се тие проблеми. И сега пред еден лекарот ми предложи да пијам тирозол до крајот на животот, да речам. Меѓутоа, после се промени лекарот и сега најновите истражувања што ги имав со други специјалистки, ми рекоа да прекинам 25-6 години е многу да се пие тој лек. И јас прекинав 5-6 месеци и сега имам ремисија и тоа страшна. Страшно се осеќам, болна сум, пијам 2 пати по 20 милиграми од тирозолот и од пропанолот за аритмијата што ја имам, меѓутоа немам никакво подобрување уште, тоа некаде 15 дена ја употребувам терапијата. Предлогот на последниот преглед, што ми ги кажа лекарствата како да ги пијам, последниот преглед ми рекоа дека после 6 месеци да ми ја уништат тироидната жлезда со јод и после да примам таблети за секретот. Па сакав докторот да го прашам, не знам, јас сум во недоумица. Негово мислење, да. Благодарам за вашето јавување, господјо. Сакате на господинот или господјата прво? На првото прашање, значи поостранување на тироидната жлезда, ако е тоа парцијално, некогаш не треба да се прима терапија, односно оној дел што останува е доволен да си ги продуцира хормоните во една нормална вредност. Меѓутоа, кај тотална тироидектомија или речиси тотална тироидектомија, терапијата е доживотна, значи хормонот кој што не се испорачува во организмот, мораме да се субституира. Така да тоа е обично, сега дозата му некогаш може да варира, меѓутоа тоа е у принцип хронична и доживотна терапија. Во однос на второто прашање, прашањето околу дозирањето и терапиите со хипотироидизам, тоа се работи кои што ги водат колегите ендокринолози и колегите на патофизиологија. Во принцип, значи тоа се исто така хронични долготрајни терапии кои што некогаш и доживотни, да. Доживотни и обично постојано треба да се имаат. Сега тие промени на лекови, постојат повеќе лекови, различни индивидуи различно реагираат. Во однос на радиојодот, ова што последно и била спомената, и таа терапија значи е индицирана, со тоа што морам да споменам дека и кај функционалните пореметувања од типот на хипертироидизам, некогаш во колку не може добро да се контролира со конзервативен третман, се препорачува исто така отстранување на штитната жлезда, па после тоа субституција со еутирокс. Така да односно вака на овој начин не би можел ништо повеќе да кажам. Опции постојат. Треба детално да се видат сите тие резултати и пак ќе нагласам у принцип тоа е работа на ендокринолозите. И пред вториот блок реклами да го слушнеме и четвртото чинам јавување денеска. Добар ден, повелете. Ало, дали сте се уште на линија? Ало, добар ден. Да, ве слушаме, господине, повелете. Едно кратко прашање само имам. Да, повелете. Дали влијае за бременост тироидна жлезда? Мислите нарушена функција, предпоставувам. Да. Јас го знам овој одговор, но сепак вие сте. Секако, така да пациентите кои што, пациентите, жените кои остануваат бремени, а имаат проблем со тироидеа, секако дека тоа треба малку повеќе да се следи и да се види, односно зависи какво е пореметувањето на тироидеата, али во принцип влијае затоа што целиот тој хормонален би рекол стрес кој што како што представува бременоста влијае и на работата на тироидеата, а тироидеата пак ако има некои пореметување може да влијае на самата бременост. И уште едно јавување чинам имаме. Добар ден до вас, повелете. Ало, дали сте се уште на линија? Ало? Ало, да, господјо, ве слушаме и вас. Повелете, во програма сте. Добар ден, Добар ден. До вас, до поздрав и до вас, благодарам. Сакам да поставам едно прашање до докторот. Да, повелете. Пред еден месец имав пореметување на хормоните на тироидната жлезда и пиев тирозол по 40 мг на ден. Сега без на контрола
Добро. Дали ме слушате? Да, ве слушаме. И хормоните се нормализирани, ми е намалена терапијата, еден месец 10 плюс 5 мг тирозол, а потоа по 10 мг тирозол. Добро. И контрола по 4 месеци имам. Мене ме интересира дали оваа терапија се прекинува со нормализирање на хормоните или продолжува да се пие доживотно. Благодарам. Еутиреотич напишува со уреден FT4, FT3 и супримиран ТСХ. Добро, благодарам. Значи, зависи дали нормализирањето е резултат на терапијата или едноставно некое заболување кое што предизвикало до пореметена функција е нормализирано. Така да тоа е прилично индивидуално, односно треба редовни контроли и евентуално пробување со таа терапија дали да оди погоре подолу. Ако е се нормално, сигурно да. Може да се прекине, да. Ви благодарам, професоре, за овој дел од разговорот. Вашата соработка ќе ни треба и во вториот дел од Фактор здравје, кога ќе зборуваме за малигните или оние со лош карактер, лош карактер тумори на тироидната жлезда, а секако ќе ви дадеме и насока како можете да го решите вашиот проблем. Денеска со професор доктор Андреја Арсовски, специјалист, торакален хирург и стручен директор во Ремедика. Направете го вашиот VIP комбо и заштедете. Искомбинирајте Full HD телевизија, супер брз интернет и неограничена фиксна со вашата VIP постпеjd тарифа. Повеќе за вас. VIP. Попрашат се деца, болестите од това се плашат. Подобро вратило, после ночка, имунитетот ке е силен као само рече. Гекица продуктот, здрави резултатот. Ке ти даде се сила да продолжи по патот. Ова не е шега, ова не е виц. За сите деца, пите Гекиц. За силен имунитет, за здраво детство. Гекиц. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шекови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Животот ми приреди едно непријатно изненадување. Ми беше констатиран рак на дојка. Оперативно беше успешно отстранет. Меѓутоа, следи процес на хемотерапија и радиотерапија. Проследен со многу големи мачнини, гадења, повраќања. Меѓутоа, јас по медицинска препорака успешно го пребродив сето тоа благодарение на G132+ Natural. Јас успеав благодарение на G132+ Natural. Stalo sa vám niečo? Nemáže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Željko, ste ti? Aj sam. Šta se to dogodilo? 25 kg manje. Zahvaljujući liposukcijskoj dijeti preporučujem. To meni treba. Ako i vi tražite podstrek za lične promjene, onda ste na pravom mjestu. Debljine i salo mogu ometati naše vitalne funkcije, ali isto tako mogu i da nas hrane. Tako funkcioniše liposukcijska ishrana. Natjera tijelo da nas hrani vlastitim masnim rezervama. Zato je to ultimativan, efikasan i efektivan tretman za mršavljenje.
Денешното ново продолжение од Фактор здравје го посветуваме на туморите на тироидната жлезда преку гостувањето на професор доктор Андреа Арсовски, специјалист оракален хирург и воедно стручен директор во Ремедика, болница која што ви е достапна секојдневно на 072-443-200 и 02-2603-100. Remedica.com.mk е страницата на глобалната мрежа, а Ремедика е достапна преку своја поликлиника во Струмица и Центар за мама диагностика во Тетово. Пред моето следно прашање имаме уште едно јавување на линија. Добар ден и до вас. Добар ден, се јавува педачка од Куманово, па би сакала да го прашам докторот за резултатите. ТСХ ми е 4.45, а не, тоа е ТСХ 4.45 и Т4 1.06. И ми дадоа да пијам еутирокс од 25 милиграма. Дали треба да ги пијам? Благодарам за прашањето. Сепак рековме, не сте вие специјалист по нуклеарна медицина или ендокринолог, но сепак. Треба, со тоа што и овие мерки, значи зависно од самите мерки, односно од кој систем е, така да тие не секогаш 4, зависи во кои мерки е работено, треба да се видат комплетните резултати, да се каже и евентуално дозата на еутироксот. Меѓутоа секогаш ова што кажа, он има хипофункција која што треба да се стимулира со еутирокс. Ги имате телефоните на вашите мали екрани, слободно продолжете да се јавувате, а професоре, зборувавме за бенигните тумори кои што се добро карактерни, пред да зборуваме за оние со лош карактер или малигните, ни останаат цистите, да ги споменеме и дали тие треба да се следат или тие хируршки има индикации и кога е тоа за да се отстранат. Цистите на тироидот спомнавме дека се многу чести. Малите асимптоматски цисти не треба ништо да се превзема, освен повремени контроли, додека кај поголемите цисти. Понатаму цисти што нагло полнат, цисти што прават компресија, односно притисок на околните структури и особено цисти кои што имаат внатре израстоци, често пати се индикација за хируршко отстранување, односно да се тоа хируршки отстрани, да се прати на испитувања. Така да околу тоа дали некоја циста треба да се размислува за оперативен третман, зависи од незината големина, незината содржина, како и незината морфологија, односно самата градба на зидовите на цистата. Кога зборуваме за оние со лош карактер тумори, односно малигните тумори на тироидната жлезда, дали бенигните кога ќе се заврши нивната патологија, нивниот третман, де факто не може да преминат во малигни или некогаш бенигните може да преминат во малигни? Или како ентитет се сосема посебни? Значи, постојат одредени состојби, така да некои од бенигните тумори со тек на време може да преминуваат во малигни тумори и тоа е една од главните причини зашто ние инсистираме на нивно отстранување. Значи, секоја клеточна атипија која што може да се јави кај бенигните тумори. Понатаму тој хашимотовиот тиреидитис, кога не е дифузен, туку кога се чворови, тоа е докажано статистички дека во тие чворови од хашимото тиреидит поголема е веројатноста да се развие карцином. Така да една од причините зошто ние настојуваме да тие бенигни тумори кои што немаат друга симптоматологија, нити пак даваат некои ендокринолошки пореметувања, а инсистираме на нивно отстранување токму заради тоа што е можна таа трансформација во нешто што не е бенигно, односно во малигни тумори, и тоа е една од главните причини зошто тие бенигни тумори треба да се отстрануваат. За момент уште еднаш да ги повикам гледачите, 6091924 и 6091925 се телефонските броеви на кои што можете уште малку да поставите прашање до професор доктор Андреа Арсовски. Кога зборуваме за малигните тумори, кажавте дека тие се класифицираат во повеќе степени и повеќе видови, дали тоа значи колку побрзо или порано се открие, толку подобра прогноза, односно побрзо решение? Секако, како и кај сите други малигни тумори, раното откривање е наш императив и нормално дека резултатите во поглед на конечното излекување се многу подобри во пораните стадиуми. И кај малигните тумори на тироида имаме стейджинг, односно нивоа, градација во одредени стадиуми и секако дека прогнозата и самото лекување е многу полесно кога тие се пониски стадиуми, односно нулта или првиот стадиум. Кај малигните тумори на тироидеата е многу важна и нивната хистолошка градба, односно од кои клетки потекнуваат. Така да најчестите папиларните и медуларните и фоликуларните карциноми имаат и најдобра прогноза за среќа,
Медуларните карциноми имаат нешто по лоша прогноза и почесто даваат далечни метастази. Инаку да спомнам дека малигните тумори на тироидната жлезда најчесто метастази даваат во локалните лимфни жлезди, што не е проблем при операција да се отстранат и тие. За жал постои една група на тие на пластични карциноми кои што повторно ќе спомнам се за среќа многу ретки. Јас во мојата веќе долгогодишна кариера им видено само неколку случаи на тие на пластични карциноми кои што имаат многу лоша прогноза. Меѓутоа се исклучително ретки. Она што е поента, уште еднаш би сакал да нагласам дека најчестите папиларните и фоликуларните карциноми многу ретко даваат далечни метастази, може да дадат и обично се тоа оние случаи кои што веќе повеќе години ги носат тие карциноми и апсолутно денеска треба да ги наоѓаме пациентите кога овие карциноми се уште не дале далечни метастази и со тоа излекувањето е речиси 100%. Да го слушнеме следното јавување. Ало, добар ден. Ало, добар ден, дали сте на линија? Јас ве поканувам доколку не сте повторно да се јавите и да поставите прашање. Денеска зборуваме на тема тумори на тироидна жлезда, а неколку од гледачите кажа и вие споменавте дека некогаш и се случува да се направи целосно отстранување на тироидната жлезда. Во кој случај тоа се прави со оглед на фактот дека сигурно дека тоа зависи и од нивото или градуацијата, хистопатолошкиот научно ќе се добие структурата на тоа малигно заболување? Значи најчесто во колку имаме карцином на тироидеа се препорачува тотално отстранување или така наречена nearly total тироидектомија. Значи, комплетно отстранување на штитната жлезда. Постојат одредени критериуми, зависно од возраста, големината на туморот, локализацијата, да е доволно да се отстрани само еден дел од тироидната жлезда. Најголемиот проблем во она зошто е потребно да се отстрани целата тироидна жлезда, дека најчесто кај овие пациенти се индицира, односно се препорачува и се дава радиојод. Радиојодот ги фиксира евентуално некои клетки што веќе некаде трнале во организмот и во колку ние имаме дел од тироидеата, целиот тој радиојод се фиксира за самата штитна жлезда, а не ги бара тие евентуални карциномски клетки на друго место во организмот. Така да ако ние отстраниме целата тироидна жлезда, тогаш радиојодот што се дава после операција ги убива тие евентуални клетки што ние на ниеден друг начин не можеме да ги прикажеме, односно дава еден комплетен третман и евентуалните метастатски рани промени успева да ги реши на сам почеток, односно да спречи стварање на далечни метастази. Така да златен стандард во најголемиот број од случаи, пак ќе кажам во најголемиот број од случаи, представува во лекувањето на карциномите на тироидната жлезда, отстранување на целата тироидна жлезда и постоперативно давање на радиојод. Кај поретки случаи може да се направи делумно отстранување на тироидната жлезда, меѓутоа тоа се веќе посебни критериуми кога се индицира таков тип на операција. Кога ова второто се случува, сигурно дека остатокот од тироидната жлезда ја заменува целосно тироидната жлезда во однос на продукцијата, првенствено на Т3, Т4 зависно, или субституционо се заменува. Некогаш е доволна, меѓутоа некогаш потребна субституција, но кај карциномите тоа е најмалиот проблем. Имаме една голема група на популацијата која што има дијабет, па доживотно пие таблета или се боцка. Тоа токму ми беше и прашањето дека постои решение, тоа е добрата работа. Решението постои и не е никакво решение што го нарушува квалитетот на животот. Напротив, тоа е како и секоја друга хронична терапија, се зима една таблетка наутро и нема навистина никаков проблем. Инаку би сакал да напоменам исто така дека покрај карциномите, поретко, меѓутоа постојат и други типови на малигни тумори, пред се лимфомите, јас скоро, што се прилично ретки, скоро имавме еден таков случај кој што беше исто така опериран. Меѓутоа, во најголемиот број малигните тумори на штитната жлезда се карциноми и за среќа најголемиот број од нив денеска може хируршки и со радиојод успешно да се лекуваат. Да го слушнеме и чинам последното јавување денес. Добар ден, дали сте се уште на линија? Ало, добар ден. Добар ден. Ве слушаме, господе, добро дојдовте во Фактор здравје, повелете. Јавljam се из Србија. Од Србија се јавувате, повелете. Да. Добро дојдовте во... Тоа сум само лекара да питам за неки савет. Иначе тешко се добиете, а пратима сваки дан, јас сум у пензија. Да, ви благодарам.
Имам проблеми со тироидnom жлездом. У суштини, по терапија сум на Еутирокс 75. 0,75. Интересува ме какви се уопште услови да би се у Скопје дошло до доктора и да се погледа. Била сам ја у Белграду, треба честе контроли да имам, да идем, меѓутим, више ми одговара Скопје, сам ја оданде некад била и имам таму код кога да будем. Кои се уопште услови да се доđe до вас? Јас ќе ви објаснам како можете да дојдете, а професоре со задоволство сигурно ќе се консултирате. Затоа сме ние тука, имаме пациенти од Србија и од околните земји, така да не е никаков проблем да се закаже и да се дојде до кај нас. Ќе објаснам јас на крајот од емисијата како да дојдете до професор доктор Андреја Арсовски, а повелете добар ден и до следното јавување. Добар ден. Добар ден, господјо, повелете. Вака, јас имам едно прашање до доктору, поздрав до него. Благодариме. Вака, имам клинички еутироидит со нормален серум, меѓутоа имам 2 чвора на десната, во десен лобус, 2 нодуса 13 мм и 8 мм. И во лев лобус јазли од 19 мм и 16 мм. Што треба да се направи понатаму? Дали може нешто хирушки да се изведи или... Благодарам за прашањето. Прво и основно треба пациентката да дојде на преглед, да направиме еден убав ехо преглед, уште еднаш да се види функцијата и пак ќе нагласам, зависно од ехографската структура, ако е таа хетерогена, ако е различна од околното ткиво, евентуално може да се направи биопсија или да се препорача и хируршко отстранување. Меѓутоа, најдобро е пациентката да дојде, да ја видиме, да прегледаме, да направиме ехо преглед и после тоа да советуваме што би било најдобро за нејзе да се направи. И последното моје кратко прашање во однос на лицата кои што имале некое малигно заболување или бенигно, односно тумор на тироидната жлезда, после интервенцијата квалитетот на живот апсолутно е на ниво како и пред болеста, сигурно. Со оглед на субституционата терапија. Многу ми е драго што ми го поставивте ова прашање. За крај би сакал да кажам дека лекувањето, односно излекувањето на тироидните карциноми денеска го постигнуваме во најголем број на пациентите. Јас сум имал, за жал, овие карциноми се јавуваат и во младата возраст, и во детската возраст, во адолесцентната возраст. Сум имал пациентки кои што се оперирани во, речеме, како девојки, не само женски, и мажи, меѓутоа сега ми асоцираше дека имале нормален живот. Значи, отстранета тироидната жлезда со адекватна субституциона терапија, после тие се мажеле, раѓале и професионално, семејно секако имаат најнормален живот и комплетно излекување. Апсолутно, семејство, значи може да остануваат бремени, да функционираат најнормално. Да, ви благодарам професоре за сите овие новитети и информации. Поздрав до колегите во Ремедика и повторно ве чекаме во Фактор здравје. Ми беше задоволство. А за господјата од Србија која што се јави, сите вие кои што не следевте денеска и понатаму можете да им објасните, професор доктор Андреја Арсовски е стручен директор во првата приватна општа болница Ремедика во Македонија, инаку по специјалност торакален хирург, а за да дојдете до него и до неговиот тим, повелете на 02-2603-100 и 072-443-200 remedica.com.mk е страницата на глобалната мрежа и директно на 16-та македонска бригада во населбата Железара, тимот на Ремедика ве очекува деноноќно. Благодарам и за вашата соработка денеска и поздрав до утре.